Дедо! Дедо! Кој? Јас сум Флукти! Пеце! Кој? Пеце! Пеце? Да! Војничето? Да, бе, кај си бе, дедо, бе? Бе, на дедо војничето, бре, види го, маш четворен. А? Дедо, а оти ме црни ночари носиш, бе? А бре, внучко, катаракта се направи перде. Шо? Во болницата Кристина. И, абе, мора се старост, патини. Со помин, дедо, со На помин. дедо војничето. Беше кај татка ти? Бев, поминав и ми рекоа помини, доке дедо ти ете да поминам да ве видам, бе. Убаво направи. Во војна шо беше тирци? Во војна, дедо, во војна. На дедо војничето. Колку германци отепа? Абе, не отепав дедо германци. Оти германците со нас се сега, не сме поќе партизани германци. Заедно сме сите. Како бе така? Се мене е времињата. Се мене? Не, види го, војниче, види го. Дедо, Бомбаш! јас шуба пушки имам, саш да пукнам. Пука? Да. Ај пукни 4 патрона. Гледај. Леле. Леле на дедо војничето. Маре, струен. Дедо, и бомба имам. Што збораш бе? Да, саш да видиш како пука. Ајде да видам. Гледај. Сима пиперо, нужнико. А, дедо? Леле, нужнико ојде. Абе, да беше жива баба ти. Знаеш колку ќе се израдуваше? А оти кога умре баба? Па, сега беше баба ти во нужнико. Се сереше. Ке се пукни. Мора вие стварно стресо го намалват, бре, господе, арно шо ги сменав. Мамо! Мамо! Леле, прашинишче, леле. Мамо, ела! Сметката за струја. Мамо, Аре, мачкијата јадат од Цабајле, што е, море? ела бе, мамо, да си направим еден муабе, да те прашам некој работи. Ти постара, поискусна си ќе ми кажиш. Ајде, одмор. Кај е она мојата, внатре? Бре, од кај знам ти спиеш со неја, од кај знам дали е натре? Ти не ја виде кај е? Откаде да ја видам, од Цабајле станав, на нива ојдов. Тие кобајаги градските поќе спијат, си реков дреми уште. Ние знаеш, од саба стануваме. Туку, мамо, има мака. Знаеш дека свадбата убо помина, овде цело село се собравне и оттамо од град сите нејзини дојдоја. Градските. Епа, мамо, од свадбата 2 месеци, уште ми нема даено. Нема навечер зема, седнува некој книги, чита сега мал кувар, нешто за готвење, предходно како да перела на рака, како да штирка нешто, чита глупости и заспиваме, мамо, јас ко труп ке легнам грчам, уште си ги нема извршено, брачните обавези извршено со мене. Леле, Јованче, А ти знаеш дека од Чејзо на сестра ми го чурна дифтико за тада спие на него. Леле, шо не најде, а јас муче чекам ваму. Тоа е ќе дочекаш, мамо. Ама од овие цигари ве помалку стрес имам, мамо. Гледам. Оди. Оди. Не се нервирам колку порано, само туфкав. Онде в кооперација туфкачо ме викаа. Леле, Мамо, Јованче. Ој, викнија, неа, зборни му 2-3 збора, јас ќе в кооперација, ќе манам 2-3 ракичи. Ој, молим те. Ајде, оди. Тешко мене, како еден здрав не се погоде. Снао! Леле. Марија Магдалена, што стори име? Кажи, мајче! Ела малце. Еве сега ще да заметам и след тоа ми остана. Бре, седни, море, остата метлата, море, жена. Арно. Така. Арна си? Арно! Каве се напи од Цабајле? Не, мајче, пијана су какао. Убо, мајка. Амри, Снао? Бре, те задовне оград од град вака.
како да реча вредна, лична доматинка, со те па тука перење, миење. А бре, да ти кажа нешто, син ми има замерка. Ми се пожали дека за на работа слабо те бивало в кревет. Ами јас на твои години, Морисно, јас вршев кревета, кутри, воле Бог да го прости, тој си знаеше. Ами јас луче чекам. Така ти рече, а? Да се погрижиш малце за кревет, на работа брачни обврски. Абе, види ме, че ти кажаме с тебе. Јас се мажи в село за домакинка да бидам. А од тие работи мене в град до тука ми е стигнато. Полиција, бе! Сега ти ќе видиш. Абе, полиција, бе! Абе, полиција, чекај. Чекай, бе, застани негдаш одделена површина овој прв. Твоја да не колат. Ајде, какво му е, чекай, па. Сега ќе видиш. Чекай, 150 евра. Кажи ме, брат, кажи, ја. Сакам да покренам постапка. Зашо да покренеш постапка? Да тужам. Што да тужиш, бе? Кој да тужиш, бе? Зошто да тужиш? Слушнав, Шо? жена ми, Шо, жена? со полој на село. Со полој на село? Аха. То не е до жена ти, тој е до тебе. Абе, шо са ти до мене? Откај знаеш дека до мене? Може до тебе да е. Од каде до мене? Ти си проблемо, не сум Оти јас проблем. проблема. Ти Не, си бе, проблем, што таква е сме, не сме криви, ние таква си е таа. А, таква си е таа. Од кај знаеш ти бе за жена ти? Слушнав. Абе, едно е да слушнеш, друго е да имаш доказ. Ама ајде бега, што полиција сте вие таква, бе. Еј, застани бе, маму, врати се. Врати се, маму. Шо е, бе? 50 евра казна. Зошто бе 50 евра? Ти прдна, го загадваш воздухо. Откај знаеш ти дека прднав? Па слушнав. Едно е да слушнеш, ама друго е да имаш доказ. Е овај споменик што го гледате овде, каде што ете Валентина моментално седи, е од Народно-слободителна војна. Да? Да. А бре, дедо ти таму си имате пано. Овај го гледаш овој? Да, дедо. Е, па јас сум тој. Со цувката на носо? Тој, некој мастика, некој детиште му има залепено нешто. Реков таков бил ја. Друго ми е муабето. Дето, шо е ова? А мори Валентина колку си перверзна, значи бомба е, бомба му е. Бомба. Да. Ако личи на тестис, бомба е. Овде за овај човек дојде да ми зема ја мера. На сурато мера ми зема ја за да го направи. Ете што бе млад, бе вако. И Убав зато си да го, знаеш дека ова е дедо ти овде. Дедо ти е. Иначе, да ви кажам, сега вие не знаете, татко ти последно може беше војник војска, сега не се оди. Го скина ја Роко воен за одење во војска. Порано, знаеш како го имам татка ти криено дома кога ќе стигнеше писмо за војска? Отиша беше толку страшно беде до војска. А бре, nije страшно, ма сега тој рано ја сгреши работата, ти веќе беше родена и сега да го пуштаме војска таму. Војска море по една година ги зема ја. Ти знаеш што е една година татка да не видиш? Е, добро, шо сум кир војска кода? Ама една година татка да не видиш, знаеш што е то? Не е то така. А бре, да ти кажам, баш сега ми текна, кога бевме мали, еднаш царица игравме. Царица игравме, кога излезе летка дебелата, кога не спопашка, кога се разлетавме по сите село 2 години, мајка не ја видов. Како бе, дедо? Ами така, зато е тешко, зато јас го криев татка ти. А мене ме собраја одма јас. Знаеш, ние бевни жене тогаш, ја уште ја немам запознаено, баба ти, шведа му изебам на та баба ти. Ја немав запознаено и
Сакав да одам војска, ми беше кеф, сакав да одам војска. Да. И ојдов, тогаш млад, строен бев јас целио. Ојдов војска, арнама таму. Знаеш какво е Еленче таму? Какво, дедо? Сакаш земи двоглед, сакаш дурбин земи. 200 километри нема жена на повидок вака. Нема све колбасишта бевме таму. Шо колбасишта, дедо? Мажишта сакам да кажам. Значи нема жена. Јас бев со другар ми Маријанчо бевме во крводарителската група, стално дававме ние во војската крв. А бре, едни мажишта влакнести што идеа да не боцнат. Катастрофа, жена никако ни докторка, ни ништо. Шо стори страшно, дедо? Па страшна ли не? Баба, најде баба. Како се запознавте? Баба ти ја запознав после една игранка за Нова година. Место петарди фрлавме бомби. И на баба ти на грешка му ја скинав раката. И после ја однесов на болница. И така се запознавме, ко се разлопавме насред хируршко таму. И така да со баба ти Лапавте, јадевте? се запознавме. Се јадевме, ами не. А се? Тој имав заби, не сум како сега. И да ви кажам за во војска, собрани еден куп мажишта таму, нема кај да се олесниш, ме сваќаш. И гледам, едни војничи одат таму во избата долу, па гледам едно буре вака огромно, се една дупка на средина. И му викам на тој генерале, дали може дом да си свршам долу работа во та дупката, знаеш, не се издржува. Ами, толку време сме тука, сите мажишта, слободно ми вели оди, што се секираш, оди. И? Ојдов, свршив работа, ми се заубај. Другиот ден одам пак му викам, генерале, ако треба сите клозети, сите нужници ке ги исчистам, пак да одам кај то бурето, кај та дупката, може? Може ми прај, може слободно, ако сакаш секој ден да си одиш, секој ден слободно ти е бурето да си го искористиш. Освен петок ми вели. Ај мајката си викам сега. Знам дека тогаш комунистичко општество. Не постевме во петок па да речеш посте, не смеш такви работи. Да. Немаше врскато. Ме сваќаш? После си велам, да не има некој правило овде нешто, че да го прашам генералов. Му прам, ете генерале, вчера бев. Ми рековте, окей, може да одам слободно да си искористам од дупката во бурето. Денес пак ме пуштате, за утре ми рековте пак може, окей, зошто да не можам во петок? Па ми вели, затоа што војниче Тргачевски колјо, во петок вие сте во бурето. Фала многу!
моето будало, море и не прашувај кој те скина, уживај и свири, виолина, уживај и свири. Рака така ка, рака кака. Мандоли. Небе. Виолина. Каош, мирно! Каош, мори, кај без прашање, кај одиш? Не знам, наредник Петковски, кај одиш? Абе, тато ки излегна Чути, удо... мирно, кај говориш со мном, мирно! Кај ќе одиш? Абе, тато удолу ки одам. Кај ќе излегваш, мори удолу денес во понеделник, кај ќе излегваш удолу, а? Кај ќе излегваш? Мирно, остав! Мирно, кај говори наредник Петковски, кај ќе излегваш, кај ќе излегваш, одма рапортирај! Со Александра, другарка ми ки одам. Она Бошки шима. Слушај вам. Сега е 9 сатот. Во 11:30 да си дома, в куќи и немој да ми још помини сукни, таму има ќе те фаќат, ќе те гледам. Абе, тато не... Чути, мирно! И кај ќојте, мори вие, кај ќојте нова време, врни турва, кај ќојте. Абе, тато ние ќе седиме надвор по кафичи, не да се чакаме. По кафичи таму да ви клават други во кока-колите. Ќе се шетате низ корзо и ќе земите чадор. Кој чадор ќе го земиш? Абе, тој црниот... Не, црниот, не, тој генералскиот ќе го земиш белиот со мајка ти што пише Рондон, мајка ти што е. Слушаш, мирно, остав! Во 11:30 да си дома, да не се расправаме. И чуто... И та Александра немој, та Вошки ме разбрав. Немој со Александра по дис чадор да си ода. Разбра? Оди, ајде. Во колку рече наредник Петковски? Во 11:30. Мрш! Лено, мори! Шо е беше туку седериш? Не, што е? Повелете, господине! Мирно, повелете, господине, а? Повелете, господине. Дој си да јадам, оти ќе пукнам. Наредник Петковски, кај не ми враќај! Еве, повелете, господине. Мирно, Лено! Ајде да не се нервирам. Лено? Шо е мори ова? Мирно! Шо јадење мори Лено ова? Шо јадење ова? Шо јадење го гледав од телевизија, шо јадење? Гледаш на телевизија? А мори 3 месеци не работи телевизијно. Нати го. Лено! Кај бе ова? Лено, дојди си ми да бе, Лено! Кај си бе ти цел ден ме ти мајмун еден цел ден ме нервираш? Кај си до сега? Беше на факултет? Бев. И шо беше на факултет? И шо правиш цел ден ми шеташ? Бе, ќе му умрите, море застав. Мирно, кај говори наредник Петковски. Кај си до денен? Кај си? Тато не се нервирај, само ти кажам нешто. Што да ми кажеш, бе? Што да ми кажеш? Убаво и лошо е Супер, не, остај. Шо е работата? Денес го имав првото сексуално искуство, тато. Жмитејато. Не ми го разуме денот на тато детето имам. Лено! Шо? Нешто, повели господине! Повелете, господине! Дој си 2 раки да пиеме со млади по 2 раки, просто Лено дур мисла, нека одиш да се враќаш. Леле на тато детето. Така. Абе да гледаше некој шише. Ах на тато детето. Аз ако ќакниме по една, ќе се чуда комшите. Седи бе, сине, седи бе, зошто тато се седи? Седни си, ја ќе скеманиме по едно ракиче, седни си, а? Не можам да седам, тато. Отве шо е проблемот, сине, да не... Скажем да не иде до столот и ти мама батакне, а? Седни бе, сине. Абе, не можам да седам. Оти шо е проблемот, бе, сине? Ме боли газо, тато. Шо те боли? Газо. Газо те боли? Така ти те боли? Иде го, тука ќе умрите вие, бе. Маму ви имам. Тој мене со пушката ќе ме... Јас него го молев со пушката, тој мене... Јас на стража. Колку е сато? Леле, сато 2. Лено, Леле! Шо? Повелете, господине. Колку е сато, Лено? 2 сато. Ама колку му рекам на тоа спирче дома да дојде. Во 11:30. Изекај волкај до сега. Изекај. Оди барај по телефон, изекај. Леле, пчината, Лено, мори!
Седи, моментално. Седи. Стани! Мирло! Седи. Кај си мори ти то сега? Абе, тато да ти кажам! Што ми кажеш? Почеш ке те убијам тука. Кај си мори? Колку е сато? Во колку рече наредник Петковски да дојде? А, Мирло! 11 А колку е сега сато мори? Абе, да ти кажам! Што ми кажеш? Мирло, ајде, Вошки начука, мамичето твое. Ајде, Вошки начука. Кај беше до сега? Тато, чекај да ти кажам! Ајде, кажи ми! Абе, јас го зидам за дома, тато, и во парко! Што бараш од Марко мори да живееме во Буковски пизнати, бане? Кажај! Абе, тато, од парко јас идем и ме начека еден мањак, бе, тато, и ме силова! Трај 15 минути! Кај си до 2 сатот? Лено мори! Шо е, бе, работа? Не, шо е повелете господине, повелете господине! А мори, Лено, Вошки има, на пичето, Вошки има! Готово, прекугла ми од се! Од денес ставам лесбека! И јас од денес ставам лесбека! Лесбека! Море, ева си ми, лесбејски. Добро бе, има во куќа некој што сака маж, бе, има маж! Тато јас. Леле, срцето, луѓе! Леле, Мама, срцето! Не умирам, да ми го викнете на погреб мајор Станковски. Мама. Мама, викај брзо помош, мама! Добар ден, драги гледачи. Еве сме ние назад повторно со наш, познат гостин. Оваа емисија несомнено го избравме, нашиот свежиот, многу позната личност од Битола, не од естрадата, али сепак е многу популарна личност во јавниот живот во Битола. Од битолските сокаци. Така, од битолските сокаци. Ете може да му се представиш на другите гледачи што се надвор од Битола, во цела Македонија и во странство секаде што не гледат. Почитувани гледачи, почитувани сограѓани, поздрав до цела Европа и поздрав до Солза и Смеја што ми повика на шоу Реал. Поздрав до директори, поздрав до сите партнери наши. Поздрав до Швајцарија, Германија, Франција, Италија, Австралија, Америка и сите други кои што не гледа. Колку време се занимаваш ти со ова количето твое? 12 години. 12 години си ката ден низ битолските сокаци. Да, точно. Кој ќе не си во странство. Точно така. Друго да те прашам, мене ми кажа дека си имал некоја твоја песна, некоја авторска песна, твоја измислена песна. Дали може барем малку да ни спеш? Може. Јас и ти сме другари стари, имаме и женски, имаме и пари, зато сега немој да ми лаеш, оти утре ке ми се каеш, на забави одиме многу честно, за нас има секаде место, бидејќи ние живееме блиско, секоја недела одиме в диско, фраери има, мадафака! Браво! Сега вака, сите гости што си ги каниме ние тука. Абе, насмејте сте, колеги, како на погреб да сте. Колеги, насмејте се, сега биде реал шоу. Така, сите гости што си ги викаме ние тука, му даваме по еден предизвик, што си го влечат од ливче, што ќе ти падни во ливчето, ќе треба да го напреш пред нашите камери. Поздрав до Чичко Благој. Поздрав. Ајде од режија ќе ве молам ливчината. Ајде режија. Да се дојсат. Пошто немаме, знаеш, онака ние ко на бингото како кај Игор Џамбазов сад. Така. Тука ќе ги фрли едно фатиси во вис. И тоа што ќе пиши то. Така. Ево да Караоке Макарена. Еве нека регистрира камерата. За него падна песната Макарена да ја испеј само рефрено караоке. Супер. Дали сте спремни? Ајде, Куба. Тука. Magarena, Casafena. Magarena, hey Magarena, hey Magarena, the Casafena. Magarena, hey Magarena. Тоа беше, драги гледачи, нашиот познат Свежио. Со господин Свежио 12 години и централно дечко во светот и одиме во живо интермецо, магнети, Гучи, Символ, Джеспорта, Millennium, Лектира, Инстинкт, Инфинити, Рашче, Корзев, Стријанла, Касел, Греко, Тачер, Флекс, Морисон, Гетефикс, Близ, Папас, Космополитан, Портал, Скандал, Barfly и сите други. Das wenigen Minuten kommen Sie nach Flughafen, Reisebüro Palast, Theo Travel, Zentrale Straße, nehmen Sie bitte Platz, Swissport Visa. Притицнете еден! Јас сум господин Свежио, а вие почитувани сограѓани гледате Солза и Смеја.